6 ноември 2025 година, четврток, почитувани гледачи, добро дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија. А во него детали за сите актуелни теми со кои го одбележавме денешниот ден. Следете не. Општинската изборна комисија Росоман денеска ги врачи уверенијата на новиот градоначалник на Росоман Ѓорги Крстевски и на новоизбраните советници. Почитувани новоизборни членови на совет, почитуван новоизборен градоначалник, почитувани јавност. Завршија 8-те локални избори во Република Македонија и сакам да ви честитам на коректната изборна трка на сите политички чинители кои што учествуваа во истата. Исто и да им честитам на граѓаните на општина Росоман за високиот демократски капацитет кој што беше искажан од нивна страна, а во поглед на високата излезност и сигурно едно од најголемите, највисоките излезности во државата за време на одржување и на првиот и на вториот круг од локалните избори. Ќе пристапиме кон доделување на уверенијата за изборни членови за совети на градоначалник и од име на општинската изборна комисија сакаме да ви посакаме успешна работа и да во иднина ја направите Росоман уште подобро место за живење и да граѓаните бидат горди на сите вас. Заблагодарам на општинската изборна комисија и на луѓето кои што стварно на еден професионален начин ги спроведоа изборите. Перфектно, не видов ни една забелешка, особено за тоа што јас бев дел од општинска изборна комисија како претседател до дека 2022 година. Исто така прекрасна соработка сите политички чинители. Би сакал на сите новоизбрани советници да им посакам успешен мандат, да направиме многу проекти, заеднички се бориме за општината. Имаме од различни сфери советници, така да очекувам дека ќе имаме стварно успешна и плодна соработка наредните 4 години. Од денеска новоизбраниот градоначалник на општина Росоман Ѓорги Крстевски ја превзеде функцијата. На примопредавањето досегашниот градоначалник Стојан Николов му посака успех во работењето, а новиот градоначалник најави успешно работење. Денес го завршивме примопредавањето на функцијата градоначалник на општина Росоман. Би сакал да се заблагодарам на досегашниот градоначалник Стојан Николов за сите спроведени проекти во општина Росоман изминатите 4 години. Исто така да искористам оваа можност и сите досегашни градоначалници кои што реализирале многу проекти за општината, да им се заблагодарам во оваа прилика. Би сакал да имаме еден успешен мандат наредните 4 години и уште еднаш да искажам голема благодарност до досегашниот градоначалник. Заедно ќе продолжиме да имаме соработка, ќе се видиме, ќе разговараме за тековните проекти докаде да видиме финансиската состојба на општина Росоман, така да би сакал да го посакам успешна кариера на господинот градоначалник до сегаш. Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, еве денес и официјално го завршуваме примопредавањето. Сакам да му честитам на новиот градоначалник Ѓорѓи, да му посакам многу успех и плодна работа. Сакам да се заблагодарам на сите за досегашната поддршка и доверба. Завршивме навистина добра работа изминативе 4 години, но еве и за новиот градоначалник оставивме и проекти како што е водоснабдувањето, одводнувањето на бавчите, исто така и стипендирањето кое што треба да продолжи, асфалтирањето во Манастирец на новата улица, исто и Сирково, така да очекувам дека новиот градоначалник ќе ги заврши сите овие, но и ќе има уште многу нови и проекти кои што ќе бидат значајни и подобри за општина Росоман. Посакувам уште еднаш успех и плодна работа и секако дека тука сме и понатаму и во иднина за соработка и за наши идеи и сугестии за општина Росоман. Ви благодарам за се до сега. Во ски центарот Михајлово се гради нова скијачка патека, долга 1200 метри на 1400 метри надморска височина. Заедно со нов ски лифт и уште 2 дополнителни ски стази. Ова е силен развоен чекор за зимскиот туризам и планинарските спортови во нашиот регион. Кавадарци станува задолжителна зимска дестинација, вели градоначалникот Митко Јанчев. Тој најавува дека новата скијачка патека ќе биде пуштена во употреба на 1 јануари 2026 година.
Од утре започнува прославувањето на светиот великомаченик Димитрий. Почитувани водници, нашата Света Македонска православна црква Охридска архиепископија на 7 ноември петок и утредента на 8 ноември сабота ќе отпочне со празнично прославување на светиот великомаченик Димитрий, заштитникот на нашиот град Кавадарци, чиј што прв храм во градот Кавадарци е посветен токму на овој светител. Така, почитувани верници, токму во овој наш велелепен храм и по големина и по убавина, кој од пред 4 години со голема љубов и ангажираност на нашиот митрополит Повардарски господин Агатангел е целосно обновен. На 7 ноември петок со почеток во 17 часот ќе се отслужи празнична вечерна богослужба со петолебие, а во сабота на 8 ноември во 8 часот ќе се отслужи света божествена литургија, на која по застапништвото на светиот великомаченик Димитрий ќе се помолиме за мир и благосостојба на сите луѓе кои живеат во нашиот град Кавадарци. Овој славен и чудотворен светител е роден во градот Солун од благородни и благочестиви родители. Измолен од Бога од бездетните родители, Димитрий бил син единец, заради што со големо внимание бил одгледуван и воспитуван. Неговиот татко бил солунски војвода, па кога таткото умрел, царот го поставил Димитрий за војвода на местото на таткото. Кога го поставил за војвода, Христоборниот цар Максимијан посебно му порачал да ги гони и да ги истребува христијаните од Солун. Но Димитрий не само што не го послушал царот, туку спротивно, јавно го исповедал и го проповедувал Христа, Господа во градот Солун. Кога за тоа слушнал царот, многу се огорчил на Димитрий, го повикал и го испрашувал за верата, зашто јавно признал дека е христијанин. Разлутениот цар го фрлил Димитрий во затвор. Знаејќи што го чека, Димитрий го предал својот имот на својот верен ученик Луб, за да го раздаде на сиромашните, и заминал весел во затворот, каде што му простоело страдање за Господа Исуса Христа. Во затворот му се јавил ангел Божи и му рекол: "Мир на тебе, страдалниче Христов, биди маж и крепи се." По неколку дена царот ги испратил војниците во затворот за да го убијат Димитрија. Тие го нашле Божиот светител на молитва и го избоделе со копие. Неговото тело тајно го зеле христијаните и честно го погребале. Од телото на Христовиот страдалник потекло исцелнително миро, со кое многу болни се излекувале. Наскоро над моштиите била изградена мала црквичка. Некој илириски војник Леонти бил болен од неизлечлива болест. Тој дошол кај моштиите на светиот Димитрија со молитва и бил потполно излекуван. Од благодарност Леонти изградил многу поголема црква на местото на старата. Кога царот Јустинијан сакал да ги пренесе моштиите на светителот од Солун во Цариград, од гробот се појавиле искри и се слушнал глас: "Застанете и не фаќајте." И така моштиите на светиот Димитрий останале за секогаш во Солун. Почитувани верници, сите дојдете, пристапете и помолете се, како што вели светиот апостол Павле: "Молете се непрестано, бидејќи не може човек без молитва." Дојдете во храмот, отворете го и срцето и душата и разговарајте со Бога, кој љубов и силно и благодатно го прегрнува секој човек и му ги услишува молитвите. Сите оние кои имаат куќна слава да понесат погаче или лепче, варена пченица и вино, а оние кои имаат именден да понесат само погаче или лепче и вино. Оние кои слават во петок, трпезата треба да им е посна, а оние кои слават во сабота можат да послужат и мрсна трпеза. Но сепак сите треба да знаеме, кога прославуваме куќна слава или именден, должни сме да присуствуваме на богослужбите и на светите литургии, бидејќи прославувањето не се состои само во трпезите. На сите оние кои имаат куќна слава, нека ми вековита славата, а оние кои го носат името на светиот великомаченик Димитрий, нека им е вековит именденот. Нека Господ Бог по молитвите на светиот великомаченик Димитрий на сите луѓе им ги услиша молитвите и им дарува здравие и спасение. Амин. Неготино во сабота ќе прослави 81 година од ослободувањето. Поради фактот што празникот се паѓа во викенд, централните манифестации се предвидени за утре, петок. Во сабота, општина Неготино ќе го одбележи и прослави празникот 8 ноември, односно 81 година
од денот на ослободувањето на Неготино. Попрецизно, според направената агенда од страна на општината, активностите по повод празникот 8 ноември стартува веќе денеска. Имено веќе се одржа традиционалниот турнир во голбал за лица со оштетен вид. Потоа се одржа и уличните трки за сите ученици од основните и средното училиште. Исто така денес стартуваше и дводневниот традиционален турнир во табла, а активностите, предвидени со агендата за денеска, завршуваат вечерва со отварањето на ликовната изложба на уметниците од Неготино во музеот на град Неготино. Поради фактот што 8 ноември се паѓа во викенд, централните активности се предвидени за утре, петок, 7 ноември. Прво во 9 часот ќе се оддаде почит пред спомениците на борците од НОБ и загинатите во воените конфликти. Потоа во 10 часот ќе се положи свежо цвеќе пред бистите на борците од НОБ во паркот до општинската зграда. А од 12 часот во Центарот за култура Ацо Ѓорчев во Неготино ќе се одржи свечената седница на која ќе бидат доделени и традиционалните признани и награди по повод општинскиот празник. Во пресрет на празникот 8 ноември во Неготино се одржаа низа спортски активности. Традиционалните турнири во голбал и училишните трки веќе завршија, а започна и турнирот во табла. Во рамките на програмата за одбележување на празникот на градот 8 ноември, во организација на општина Неготино и Сдруженијето на слепи лица од Неготино, во спортската сала на Средното општинско училиште Свети Кирил и Методи се одржа традиционалниот турнир во голбал за лица со оштетен вид. На турнирот учество зедоа 3 екипи од Сдруженијата на слепи лица од Неготино, Струмица и Кавадарци. На настанот присуствуваа и истиот го проследија и председателот на Националниот сојуз на слепи на Република Македонија Жарко Селковски и председателот на Националната спортска федерација Благоја Мишевски. Исто така во рамките на оваа програма околу 200 ученици зедо активно учество на традиционалните улични трки во Неготино. Под менторство на своите наставници и професори, ученици од двете основни училишта од градот Гоце Делчев и Страшо Пинџур, како и учениците од Средното училиште Свети Кирил и Методи, учествува во надпребројањето со цел да остварат што е можно подобар пласман. Присутните на градскиот плоштад, каде што беше и целта, имаа можност да следат возбудливи и до крај неизвестни трки, во кој победникот се решаваше во последните метри. По завршувањето на трките следеше чинот на прогласување на најуспешните во своите категории, а на најдобрите им беа доделени дипломи и медали. Настанот со своето присуство го збогатија и над 120 дечиња од возрастните групи од детската градинка Фемо Колаков, кои продефилираа по главната улица во Неготино. Кога сме кај спортските активности поврзани со празнувањето на празникот 8 ноември, денеска стартуваше и традиционалниот турнир во табла, кој ќе трае се до 8 ноември, а ќе се одржи на вториот кат од Желковата куќа. Наградниот фонд за овие надпревари изнесува 20.000 денари. Премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање во однос на извештајот на Европската комисија за Македонија, изјави дека од истиот е задоволен и дека нема назадување, а за периодот кој што следи најави сериозни реформи во правосудството. Па видете да ги направиме уставните измени, најдобри ќе видиме. И потоа да добиеме ново вето и повторно нови проблеми. Тогаш сигурно ќе добиеме петка и ќе бидеме шампиони, фронтранери. Но од она кое што е таму напишано, јас сум исклучително задоволен, бидејќи нема назадување.
Има стагнација во неколку области, знаеме сите, и тоа ние сите го зборуваме, тоа е владењето на правото, борбата против криминалот и корупцијата, и затоа нон-стоп зборувам дека се потребни промени во судскиот совет, во обвинителството и така натаму, и сега веќе по завршувањето на изборите многу посериозно ќе се занимаваме со таа тема, додека пак во сите други области има одреден мал напредок или значителен напредок, така што јас генерално можам да го оценам како добар. Инаку не можам да се сложам со констатацијата дека има некои други земји кои што се пред нас. Например, ние сме многу пред Албанија, условно кажано, дури во 8 области сме пред Албанија, иако некои од еврокомесарите даваат такви изјави какви што дава. Така што кога ќе се анализира состојбата на државите, кој е спремен, кој не е спремен, објективната оценка е дека Црна Гора е прва, второто место сме ние и Србија, па потоа доаѓаат Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и така натаму, земји во регионот зборувам. Денеска беше потпишан договор за подготовка и изградба на железнички тунел долж коридорот 8. Министерот за транспорт Александар Николовски истакна дека железничкиот коридор 8 има стратешко, економско и безбедносно значење за Балканот и Европа. Железничкиот коридор 8 е еден од најважните трансевропски транспортни коридори, кој има стратешко, економско и геополитичко значење за целиот Балкан и за цела Европа. За нас, ние сме силно посветени на неговата изградба и модернизација и веќе првата делница во должина од 31 километар помеѓу Куманово и Белјаковце ја завршивме и ја ставивме во функција во јануари оваа година и веќе од Скопје до Куманово и Белјаковце секој ден има возови кои што оперираат на таа пруга. Во моментов работиме на втората фаза, која што е од Белјаковце до Крива Паланка во должина од 34 километри, а веќе се надевам со силна работа на јавното претпријатие Железница инфраструктура и во соработка со партнерите од Европската инвестициска банка, Европската банка за обнова и развој, Европската комисија, ќе успееме веќе во декември или ќе направиме се да објавиме меѓународен повик за изградба на третата фаза, која што оди од Крива Паланка до границата во должина од 24 километри, која што е многу комплицирана за изградба заради конфигурацијата на теренот и заради тоа и финансиски товарот е голем, но ќе направиме се да ова го реализираме, така што се надевам дека во декември месец ќе почне процедурата за веќе на пролет да ги видиме и првите машини кои што работат. Коридорот 8 е транспортна линија што го поврзува Јадранското со Црното море. Тоа за нас значи директна поврзаност и излез на две мориња, што дава дополнителен импакт и поголема конкурентност на нашата економија. Но исто така, ова е коридор кој што е од сериозно безбедносно значење, во услови кога во 21. век се случува во Европа нешто што не можевме да го замислиме. За жал имаме виор на војната, недалеко од овде, како ќе погледнете воздушно, недалеко од тука се случува војна, тоа е агресијата врз Украина, неправедната агресија која што се прави врз еден миролюбив народ, и затоа овој коридор е многу значаен, затоа што ова е коридор кој што ќе е од помош и поддршка и на НАТО алијансата со цел да може да помогне на Украина да ја одбрани својата сувереност и својата независност и територијална целовитост, нешто што е исклучително значајно за сите нас. Затоа ќе работиме многу сериозно, ќе работиме многу посветено и се надевам дека за брзо време ќе ги видиме резултатите. Јас во принцип не сакам да давам ветувања, но она што можам да го ветам е напорна работа, посветеност. Се надевам дека за многу брзо време ќе го поканам колегата вице-премиер да дојде на отварање на втората делница, потегот помеѓу Белјаковци и Крива Паланка, и исто така за брзо време ќе го поканам да дојде на почеток на работата на третата делница, а со поддршка на Европската комисија заеднички ќе го градиме тунелот кој што ги поврзува двете држави. Новата стратегија за образование ќе обезбеди континуитет на започнатите ефективни промени во ресорот, изјави министерот за образование и наука Весна Јаневска.
Започнавме реформски процеси во сите образовни сегменти, одеднаш и паралелно, бидејќи застојот беше очигледен. Тоа ни го потврдуваат PISA, TIMSS, ни го потврдува Шангајската ранглиста, извештаите на Европската комисија и други релевантни анализи. Веќе година и половина со силен ентузијазам спроведуваме програмски определби кои ги даваат првите резултати. Но за целосна ефикасност мора да постои континуитет. Тој континуитет ќе го обезбедиме со новата стратегија за образование, чија важност ќе биде во периодот од 2026 до 2032 година. СДС под контрола на Заев и Филипче ја уништија партијата, обвинија на денешната пресконференција од ВМРО ДПМН и порачаа дека е време за вистинска опозиција. По катастрофалните резултати од изборите, повеќе нема дилеми дека СДС е во целосен пат. Трета партија во државата и петта во Скопје. Ова не е случаен резултат. Ова е директна последица на раководството на СДС и Венко Филипче, кој очигледно и натаму работи под диригентската палка на Зоран Заев. Филипче, наместо да ја реформира СДС, ја претвори партијата во негов приватен проект под влијание на Заев. Народот го препозна тоа и ги казни. Со само 6 оствоени општини, едва 126.000 гласови и околу 230 советници, СДС го доживеа најголемиот изборен пораз во својата историја. И по овие резултати, во СДС нема ниту реформи, ниту одговорност. Само лажни искази дека ја примиле пораката и дека ќе има промени. Затоа, време е СДС да се соочи со вистината, дека Филипче мора да се замине. Партијата мора конечно да се дистанцира од Зоран Заев и да направи вистински реформи. Македонија и ВМРО ДПМН мора да имаат опозиција која ќе биде конструктивна, одговорна и ќе придонесува за државата, а не арогантна и деструктивна партија која мисли само на личните интереси. Продолжуваме со спорт. Ракометарите на ГРК Тиквеш славеа важна победа на гостувањето кај Куманово. Кавадарчани славеа со 27-28 благодарение на комплетниот пресврт во второто полувреме. Заради Европската недела на ракометот, редовното 10-то коло во машката ракометна Суперлига се играше во работни денови. Алкалоид очекувано лесно ја доби Струга со 44-27, а на оваа средба за прв пат по повредата заигра репрезентативецот Марко Митев, што е убава вест како за клубот, така и за репрезентацијата. Во скопската преспретка Вардар лесно го доби тимот на Пролет со 36-27. Охрид ја оправда фаворитската улога на гостувањето кај тимот на Бутел и славеше со 19-25. Во пелагониската преспретка Прилеп само во првите 10 минути му парираше на шампионот Еврофарм Пелистер и на крај загуби со 25-40. Најинтересно беше во Куманово, каде истоимената екипа го пречека градскиот ракометен клуб Тиквеш. Во првото полувреме, кумановци имаат целосна контрола на резултатот и заминаа на одмор со предност од 15-12. Победоа домашните и со плюс 4, 20-16, но тогаш избраниците на Грчевски се разбудија и со серија од 5 гола направија комплетен пресврт. Се играше гол за гол, се до последната минута, кога со голот на Димовски Тиквеш се одлепи со 28-26 и стави крај на дилемите. Конечниот резултат сепак беше 27-28 за Тиквеш, во чии редови најефикасен беше Балша Чејовиќ со 8 погодоци. Ова коло завршува денеска со средбата Еврофарм Пелистер 2 Радовиш.
И пред самиот крај на дневникот да погледнеме какво време не очекува. Променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, пообилни во северозападните и северните делови, ќе дува слаб до умерен ветер од јужен правец, температура до 17 степени. Стабилизација на времето се очекува од вторник. Го следевте централниот дневник на КТВ телевизија. Ви благодариме на вниманието и ви посакуваме пријатни мигови.